Bogoglovoslov? Please forgive my Macedonian or my Serbian. I don't speak very well. Простете ми за мојот македонски и српски, кој што не ги зборувам добро. But I would love to speak the language of the people. Но ја би сакал да можам да го зборувам јазикот на народот. Someone once told me, if you preach or you speak in the language of the people, Еднаш некој ми рече, ако ти проповедаш и зборуваш на јазикот на народот, they're going to love it. тие тоа ќе го сакаат. But the purpose of this message today Но целта на оваа порака денес is not that you love the preacher, е не да го сакате проповедникот, but that you love the Lord. туку Господа. That's my wish and prayer. Тоа е мојата желба и молитва. Amen. Амин. In 1 Corinthians chapter 9 to verse 24, Во првото послание до Коринтијаните, 9 глава, 24 стих, we find the apostle says, Know you not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize, so run that you may obtain. Зарем не знаете дека сите оние кои што трчаат на стадион, сите трчаат, но само еден добива награда. Па така трчајте и вие за да добиете. So in this context, we are in a Christian run or race. Сите ние се наоѓаме на една христијанска трка, We're all running. каде што сите трчаме. Some might say, but I'm too slow. Со може да речеме јас сум премногу бавен. Others might say, I'm too fast. Некој ќе рече јас премногу We're all брз. running. Но сите трчаме. Now, have you heard about, I'm going to show you some pictures here. The first one is about Eliud Kipchoge. Ќе покажам неколку слики, едната од нив е за атлетичаров Елиуд Кипчоги, So he's from Kenya. кој што е од Кенија. Now, he's a world record holder in the marathon Тој има поставено светски рекорд во маратон with a time of 2 hours, 1 minute and 39 seconds. Рекордот е 2 часа, 1 минута и 39 секунди. And he is described as the greatest marathoner of the modern era. И самиот Кипчоги е опишан како најголемиот значи маратонец во денешната епоха. Now, out of 13 marathons, he won 12. Има победено на 12 од вкупно 13 маратони. Now, the second one is Lelisa de Souza. Вториот е Лелиса Десиза. Now, in 2009, Во 2009 година he gained his first international medal. тој го освои првиот меѓународен медал, And in 2019 in Doha, Qatar, а во 2019 година во Доха, во Катар, he won the Midnight Marathon. тој победи на полнокниот маратон. Now, this marathon is not about men only, Овој маратон некој не е само за мажи, but also women participate in this, right? туку во него учествуваат и жени, така? Now, the next slide shows Bridget Koskei. Следниот слайд ја прикажува Бриджит Коскеј, She also participated in different marathons, која што исто така се надпреварувала на различни маратони, but she's currently a marathon world record holder но моментално таа го држи светскиот рекорд, маратонски рекорд for women running in a mixed race, за жени во мешовити трки, you know, where men and women participate together. каде што учествуваат и мажи и жени заедно. And that's the record. 2 hours, 14 minutes, 4 seconds. И тоа е незиниот рекорд, 2 часа 14 минути и 4 секунди. So she won of men also. Значи таа победила и пред многу мажи на тие маратони. Now, let me ask you one question here. Би сега да поставам едно прашање тука. What do you think all of them have in common? Што имаат сите овие заедничко? In one word, what will you say? Со еден збор, како би одговориле? Што имаат заедничко сите овие? Say louder. Погласно? Discipline, purpose, that's right. Дисциплина, решителност, One more thing. виктори сам се. Victory, yeah, but one more thing. Уште нешто? Уште нешто? Уште нешто? Did they give up? Дали се откажале? They didn't. Не се откажале. Perseverance. Значи, That's what all of издржливост. them have in common. Тоа е тоа што сите го имаат заедничко.
And in the Christian race, that is something that we need to have. Исто така и ние треба да имаме таква постојаност во христијанската трка. We cannot give up. Не смееме да се откажеме. We cannot give up. Не смееме да се откажеме. Now, we're going to go through steps or ways on how to run this Christian race. Би сакал да поминеме низ неколку чекори за тоа како да ја трчаме оваа христијанска трка. So you can call it ways or steps, all right? Начини или чекори. So I'm going to give you 4 this morning. Ќе ви прикажам 4 такви So at чекори. the end, I'm going to ask you all of them. А потоа ќе ве прашам на крајот за сите нив. All right? Children, are you paying attention to? Децата, дали вие обрнувате внимание? Yeah? Do we have children here? Имаме тука деца? Yeah, we have some of them. There you are. Имаме некои, нели? All right. So let me just go to the slide where there is the prize, which is an olive wreath. Да ја видиме прво наградата, овој маслинов венец. Next one. Следниот. That one. So imagine running a race Замислете како трчате во трка, where the prize was just an olive wreath. каде што сета награда представува еве еден ваков маслинов венец. Would you run that race? Дали ќе трчате во таква трка? Maybe some may say, but if they give some money, probably I would do it. Некои ќе речат, ако даваат некоја парична награда, да. But an olive wreath only? Но само маслинов венец? You know what? When the Apostle Знаете Paul што talks in 1 Corinthians, the verse we read already, апостол Павле во стихот што го прочитавме во 1 Коринтијаните, the context here is about the marathon that happened there in Greece, also in Corinthians, right? значи се работи за маратон, трките кои што се одржувале во Стара Грција во тоа време. You know, he was talking about the Olympic Games there. Всушност апостол Павле мислел на Олимписките игри. The wild olive tree, this olive wreath was called Calistephanos Elia. Добро, значи и ние го имаме тоа име Стефан, кој што потекнува од венецот, победничкиот венец. And many runners would give their lives just to get that prize. И во тоа време мнозина надпреварувачи би го жртвувале и својот живот за да го добијат овој венец. Now, would you give your life to get that prize? Дали вие би го жртвувале вашиот живот за ваков венец, за ваква награда? Probably not, right? Веројатно не, нели? But people were giving their lives just because of that prize, because it meant something to them. Но луѓето го жртвувале својот живот за таква награда, бидејќи тоа имало големо значење за нив. Let me go now to 1 Corinthians 9:26, to the next slide, where it says, I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Да го почитаме сега 26-тиот стих од 10 глава. Јас пак така трчам, но не како без цел, не се борам како оној што удира по ветар. So here we see the Apostle Paul having a purpose in his life. Тука гледаме како апостол Павле има поставено цел во својот живот. So in order for us to run this Christian race, За да и ние го трчаме ја трчаме оваа христијанска трка, we need to have a purpose. треба да имаме цел. Don't forget about it. Не го забравете тоа. Number 1, Број 1, to run this Christian race, значи за да ја тркаме нашата we need христијанска to have a трка, purpose. треба да имаме цел. Right? So Точно. he didn't beat the earth, it says, right? Со други зборови, не удирал по ветар. Not uncertainly, Значи не несигурно, but with a purpose. туку со цел. Now in Philippians chapter 3, verse 13, Во Филипјаните пак 3 глава 13 стих, he says, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. браке, јас не мислам дека сум го достигнал тоа, но едно правам, го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене. Who was the Apostle Paul before before he became Paul? Што бил апостол Павле пред да стане Павле? Пред да биде христијански What was his name мисионер? in Hebrew?
Што било неговото име? Какво било неговото име на еврејски? Saul, right? Саул, So- Шаул. Now, this is very interesting. Ова е многу интересно. With his Hebrew name Saul, Со неговото еврејско име, Саул, he was persecuting the Christian people. тој ги прогонувал христијаните. Now, when he changed the name to Paul, Кога го сменил името во Павле, a Roman Gentile name, едно римско име, латинско име, he was preaching the gospel. тој го проповедал евангелието. That's very interesting, right? Тоа е многу интересно, нели? Now, he did something. He forgot about the things that were left behind. Но тогаш тој ги оставил зад себе, ги заборавал нештата што He was persecuting the church. биле порано кога ги проконувал црквата. And he was putting people to die. He was killing people, in other words, not actively, but he was, Тој ги прогонувал луѓето до смрт, ги убивал луѓето, иако не лично, но сепак знаете како. giving his consent for Christians to die. Согласувајќи се со маченичката смрт So на he had христијаните. to leave everything behind. Апостол Павле требало да го остави сето тоа минато зад себе And had to concentrate on the things that were before him. и требало да се фокусира само на целта која што се наоѓала пред него. And in the next verse, verse 14, we read, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. А во следниот 14 стих читаме: трчам кон целта, кон наградата на горното призвание од Бога во Исус Христос. So he forgot about the things that he left behind, Значи ги заборавил нештото што останале во минатото and now he had a purpose, и сега имал цел. which was the prize of the calling of God. Тоа била наградата на Божјото призвание. It was not the olive wreath anymore. Тоа не било веќе маслинов венец, It was something much better for him. туку нешто многу подобро за него. The prize that only God can give Наградата која што само Господ може да ја даде through our Lord Jesus Christ. преку нашиот Господ Исус Христос. Now, I want to share a quote from the Spirit of Prophecy. Би сакал да споделам со вас и еден цитат од Духот на пророштвото. Testimonies for the Church, Volume 2, page 429 in English. Само момент. So, here, I'm going to ask the brother to read it so we can save some time. So while he finds it, let me read it for you. In order to make life a success, the thoughts must be steadily fixed upon the object of life and not left to wander off and be occupied with unimportant things, or to be satisfied with idle musing, which is the fruit of shining responsibility. Castle building depraves the mind. Втора книга Сведоштво до црквата, 429 страница. За да се постигне некој успех во животот, мислите мораат да бидат сосредоточени на животната цел, а не да талкаат таму и ваму за да се занимаваат со беззначајни работи. Не смеат да се задоволуваат со празни фантазирања кои се јавуваат како последица на одбегнување одговорност. Дзидањето на кули во воздух го понижува умот. So where our thoughts need to be fixed? Значи, каде треба да се сосредоточени нашите мисли? They have to be fixed upon the object of life. Треба да бидат сосредоточени на животната цел. And what is the object of life? Што представува животната цел? Save souls. Спасување на душите. Now, in the next paragraph, Во следниот параграф, овој свет за христијанинот не представува рај, туку место за подготовка. Тој е сцена на нашите животни борби, нашите судири и страдања. Затоа многу е важно да оствариме цврста врска со оној подобар свет во кој, кога борбата ќе заврши, ќе најдеме вечен мир, радост и блаженство. now let me ask you this question. Is this world our heaven? Дали овој свет представува нашиот рај? Is this our home? Дали ова е нашиот дом? You know, we are in one of the places that is mentioned in the Bible, Macedonia. Еве сега се наоѓаме во едно од местата споменати во Библијата, во Македонија.
In the place of the great Alexander the Macedonian, right? На земјата на големиот Александар Македонски, нели? I didn't say the great just on purpose. Не реков велики, намерно. We are in a place where there is a lot of history. Се наоѓаме на место кое што е полно со многу историја. But is this heaven? Но дали е ова рајот? You know, last week, me and my family were in France Минатата седмица јас и моето семејство бевме во Франција, and went to Paris. во Париз, And we saw a lot of beautiful things as well, where there is a lot of history. каде што видевме многу прекрасни места со многу историја исто така. Beautiful things that you can see. Прекрасни места. But is that heaven? Но дали е тоа рајот? You know, these last few days we went to Ohrid. Последниве неколку дена поминавме во Охрид. Beautiful place, isn't it? Прекрасно место, You нели? know, people go on holidays there and spend some time together with Мнозина family. и одат таму на одмор, поминуваат време заедно со своите семејства. People were asking me, how do you like it? И мнозина ме прашаа како ми се допадна. And I said to them, I loved it. И јас реков прекрасно, го засакав тоа место. Because it's beautiful, isn't it? Бидејќи навистина е убаво, нели? By the way, have you been to Ohrid? Патем речено, сте биле во Охрид? Yeah. Is that beautiful or not? Нели е убаво? You can tell. But is that heaven? Но дали е тоа рајот? It's not heaven. Тоа не е рајот. The house you have, the car you have, the things you Куќата have, што ја имате, во автомобилот што ги имате, сите нешта што ги поседувате, they're not going to be with you always. тие нема секогаш да бидат со вас. They're just here for a moment. Тие се само привремено тука со вас. This is not home. Ова не е нашиот дом. This is not heaven. Ова не е рајот. We need to go to a better place Треба да отидеме на едно подобро место, where our Lord Jesus Christ is right now таму каде што сега се наоѓа Господ Исус and Христос, spend eternal life with Him. каде што заедно со Него ќе поминеме сета So, вечност. brethren, do not settle down. Затоа, браќа и сестри, не папсувајте. We need to go to a better place. Ние треба да заминеме, да појдеме на подобро место. And that's our purpose. Тоа е представува нашата цел. I just want to read something for the young people in the next slide here. Би сакал да прочитам нешто за само за младите луѓе. If the brother can read that for us. Секој младинец треба да биде импресиониран со фактот дека тој не си припаѓа самиот на себе си. Сета негова сила, време, таленти му припаѓаат на Бога. Треба да представува главна цел во животот, да го прослави Бога и да врши добро на другите луѓе, на ближните. Young people, what is the purpose you need to have in life? Млади луѓе, што представува животната цел, вашата цел во животот? My chief purpose and everyone's purpose Мојата главна цел, вашата главна цел и на секој друг is to glorify God е да го прославиме Бога and to do good и да правиме добро to everyone in the world. на секој еден околу нас. In order for us to run this Christian race, За да можеме ние да ја трчаме оваа христијанска трка, we need to have this purpose in life. треба да ја имаме оваа животна цел, To glorify God да го прославиме Бога and to do good to our neighbors. и да правиме добро на нашите ближни. Amen? Амин. All right, that's the first step, or that's the first way how we are going to run this Christian race. Значи, ова е првиот чекор, првиот начин како да се трка христијанската трка. Are you ready for the second one? Дали се подготвени за вториот чекор? All right, the second one is prepare yourself. Вториот е подгответе се. Now, I'm going to pinpoint some information here Би сакал да споделам некои информации тука со вас about marathoners, во врска со маратонците, you know, how they prepare weeks before a race. како тие се подготвуваат цели седмици пред трката. In the next slide, we see here, they study the course, Значи, тие ја проучуваат самата патека, they practice, се вежбаат. they are careful with the meal and they have a plan for the morning, afternoon and evening. Многу внимаваат на своите оброци, имаат детален план за наутро, пладне, вечер And they practice again. и повторно вежбање. And that's weeks before the race. И тоа седмици пред трката. Now, do you think they get prepared days before the race? Што мислите, дали се подготвуваат само неколку дена пред трката? Yes or no? Да или не? They get prepared. Се подготвуваат?
All right? They are careful with their nutrition. внимаваат на својата исхрана, They increase their carbohydrate intake. го зголемуваат внесот на јаглени хидрати And they reduce the fiber they take like 1 or 2 days before the race. и потоа ги намалуваат целулозата што ја примаат неколку дена, 1 до 2 дена пред трката. So you see, weeks before, days before, Значи имаат детален план за неколку седмици пред трката, за неколку дена пред трката. and what do you think? Do you think they prepare hours before the race? А што мислите, дали имаат посебна подготовка за само неколку часа пред почетокот на трката? Да? Да. They prepare. So hours before the race, they actually are careful with water. Значи, неколку часа пред почетокот на трката внимаваат на водата. So you see, weeks, days, hours. Значи, имаме седмици, денови, часови. Now, what about during their marathon? Do you think they are still preparing themselves? А што мислите за време на самата трка, на самиот маратон? Дали и тогаш се подготвуваат? They are. Да. They have to stick to the plan. Треба да се придржуваат кон планот. They don't experiment new things. Значи, за време на трката не експериментираат нешто ново. And they avoid high intake of fiber and protein. И избегнуваат, значи, целулозна храна и протеин. And they don't overdrink. Исто така не пијат премногу вода. So you see, they are actually preparing constantly. Со други зборови, тие постојано се подготвуваат. What about us as Christians? Are we constantly preparing ourselves? Што ќе речеме ние за себе како христијани? Дали ние постојано се подготвуваме? How do you think a Christian prepares himself for this race? Што мислите, како се подготвува христијанин за оваа трка? Brother George mentioned that early in this morning. Брат Ѓорги спомена нешто за тоа ова претпладне. How often do we need to study the Bible? Колку често треба да ја поручуваме Библијата? Daily. How often Секој do we ден. need to pray? Колку често треба да се молиме? Daily. Секој ден. What about worship time, devotional time? Во врска со богослуженија, со семејни богослуженија. What about reading inspiration, reading the spirit of prophecy? Или читање на духот на пророштвото. We need to take time to do this. Треба да ја двоиме време за да го правиме сето тоа. You see, marathoners are constantly preparing themselves. Маратонците постојано се подготвуваат себе си. What about Christians? А што е со христијаните? As Christians, do we have holidays? Како христијани, дали имаме празници? Can I say, this week I'm going to be a Christian, next one I'm not going to be a Christian anymore? Дали може да речем оваа седмица ќе бидем христијани, на следната седмица не мора. Do we have holidays as Christians? Дали правиме такви We don't. празници како христијани? Right? We have to be Christians all the time. Во смисол паузи? Не. Треба постојано да бидеме христијани. No holidays for Christians. Нема празници за христијаните. Right? Let me go now to the verse in 1 Corinthians 9:25. We're going to skip some Да се slides. вратиме сега на 1 Коринтијаните 9 глава, каде што ќе го прочитаме овој пат 25 стих. It says, "And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible." Секој надпреварувач се воздржува од се. Тие за да добијат распадлив венец, а ние нераспадлив. In verse 27 it says, "But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway." 27 стих вели, туку го истоштувам и го поробувам телото, та проповедајќи им на другите, да не бидам и самиот отфрлен. So as Christians we need to be disciplined, temperate. We need to practice self-control in all things. Значи, како христијани треба да бидеме дисциплинирани, треба да се самоконтролираме, да се воздржуваме од се. And we cannot give up. И не треба да се откажуваме. We need to persevere. Треба да бидеме постојани. How often? Колку често? Always. Секогаш. Always. Секогаш. Now, in Hebrews 12:1, Во посланието до Евреите 12 глава, првиот стих, it says, "Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us." Евреите 12 глава, први стих,
Затоа и ние, имајќи толку многу сведоци, да отфрлиме од себе секакво бреме и грев што лесно се прилепува за нас и со трпеливост да побрзаме кон предстојната борба. Have you had any marathons taking place here in Skopje? Се видел некој маратон? Бил организиран некој маратон тука во Скопје? Yeah. Have you seen the marathoners? Сте ги виделе маратонците? Yeah. What do they wear? Што носат на себе? Do they carry heavy bags? Дали носат некои тешки вреки, They например? don't. What do they wear Не. actually? Што носат на себе? Very light clothes, right? Многу лесна облека. Not even water they carry. Not even water. Дури не носат ни шиша вода. There are some labs where they can take water and drink it and then throw the bottle На away некои станици може да земат да се напијат and вода continue running. и продолжуваат да трчаат. So as Christians, we need to leave every weight behind. Како христијани, значи, треба да го фрлиме секое бреме зад нас. And what is that weight? А што представува тоа бреме? Sin, Гревот, our past. нашето минато. Because it says that sin that so easily beset us. Бидејќи тука се споменува и гревот кој што толку лесно се прилепува за нас. Are we tempted every day? Are we what? Are we tempted every day? Дали сме искушувани секој ден? Yes or no? Да или не? Satan is like a Сатаната е roaring lion, представен како лав што рика, looking for people to devour them. кој што бара некого да проголта. In other version, we read that Satan is like a lion, Во други верзии читаме дека сатаната е како лав, looking for people кој што бара to swallow them up. како да проголта некого. That's what Satan wants to do with you. Тоа е што тој сака да го направи To со нас. swallow you up Да те проголта and to destroy you. и да те уништи. That's why we need to prepare ourselves, brethren, Затоа треба постојано да се подготвуваме себе си, every single day. секој ден. All right? Now, do you remember the first step? Се сеќавате на првиот чекор? Што беше првиот чекор? What do we need to have? Што треба да имаме? A purpose in life. Цел во нашиот And number живот. 2, Живот на цел. Вториот чекор? prepare ourselves. Да се подготвиме. Let's go to the Подготвеност. next one. Да појдеме на третиот. Do not run alone. Немој да трчаш сам. 2 is better than 1, don't you think so? Двајца се подобри од еден. Се Yeah. согласувате? Let's read Ecclesiastes chapter 4, verse 9. Да прочитаме книгата на проповедникот, 4 глава, 9 стих. It's a biblical principle here. Ова е еден библиски принцип. It says, 2 are better than 1 because they have a good reward for the labor. Проповедник 4 глава, 9 стих. Подобро им е на двајца отколку на еден, бидејќи имаат добра награда за трудот свој. In verse 10 it says, For if they fall, the one will lift up his fellow, but woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him up. 10 стих вели, зашто ако падне едниот, другиот ќе го крене другарот свој. Но тешко на еден ако падне, кога нема друг кој да го крене. Right? So it's better 2 than 1, right? Значи подобро се двајца отколку еден, така? In verse 11, again, if 2 lie together, then they have heat, but how can one be warm alone? И исто кога лежат двајца, топло име, а на еден, како ќе се згрее? I find it interesting how the Bible presents this principle. Интересно е како на начинот на кој што Библијата го представува овој принцип. So 2 are better than 1. Значи двајца се подобри од еден. What about 3? Is 3 better than А 1? на пример тројца, дали тројца се подобри од еден? Is 3 better than 2? Дали се тројца подобри од двајца? Yeah, right? Да. In verse 12, we read again, and if one prevail against him, 2 will stand him, and a threefold cord is not quickly broken. 12 стих вели, и ако некој го надвие едниот, тоа двајца ќе го навасаат, вели овој превод, и јажето 3 пати усукано нема лесно да се скине. We're going to witness a wedding tomorrow. Утре ќе бидеме сведоци на една венчавка. And we're going to see this principle in place, И ќе практично ќе го согледаме овој принцип, where 2 are better than 1. каде што двајца се подобри од еден. But we need to see something else.
Но треба да видиме уште нешто. We need to see that 3 are better than 2. Да видиме дека и тројца се подобри од двајца. And who is the third one? И кој е третиот? Who is supposed to be the first one? Кој е прв, кој што треба да биде всушност првиот? Jesus Christ. Исус Христос, точно. Don't you need Jesus in your life? Дали ви треба Исус во вашиот живот? How often do we need him? Колку често ви е потребен Исус во вашиот Every живот? single day. Секој ден. I have a quote here. It's an unknown author. It Имаме says, тука еден цитат од анонимен автор кој што вели: alone, you might go faster, but you won't get too far. Ако си сам може да се движиш побрзо, но нема да стигнеш предалеку. So we are all on this together. Во сето ова, значи, сите сме заедно. As you're running this Christian race, Како што ја трчате вашата ова христијанска трка. do not push anyone. Немојте да гурнете некого. Do not be a stumbling block. Немојте да сопнете некого. Help your brother. Бидете помош за вашите браке, Help your sister. за вашите сестри. I don't think there are issues in the church here in Skopje, right? You think they are not? Мислам дека немате проблеми тука во црквата во Скопје, нели? No? Yes? Немаме. No issues, right? No. Okay. Praise the Lord for that. Слава на Бога за тоа. You know, brethren, this is something that we need to learn. Знаете, браки и сестри, ова е нешто треба да го научиме. We are all in this race. Сите сме заедно во оваа трка. You can't run alone. Не може да трчате сами. So you need your help. You need someone to Ви е help you. потребна помош. Потребни ви се помошници. And that's where everyone plays an important role. Затоа секој еден од нас игра една важна улога. That's why do not judge. Затоа не судете. Love your brothers and your sisters Љубете ги вашите браќа и сестри. as the Lord has loved you. Како што Господ ве Instead of, возлюби вас. instead of judging, Наместо да ги судите, help, помогнете, bless. благословете. Be a blessing to someone's life. Бидете благослов во нивниот живот. There might be someone who is not here today. Можеби некој не е тука присутен со нас. Give him a call. Јавете им се по телефон. Text them. Испратете им порака. Look after them. Грижете се за нив. Care for them. Внимавајте на нив. That is what it means to run this race not alone. Тоа значи да не ја трчаме сами оваа трка. Do you know what the purpose of Jesus Christ was on this earth? Дали знаете која била животната цел на Исуса Христа на оваа земја? From the Desire of Ages, page 70, Во Копишот на вековите, 70-та страница, we read, from his earliest years he was possessed of one purpose. He lived to bless others. од своите најрани години, Христос бил обседнат од само една цел. Тој живеел за да ги благослови другите. I really like this expression. Навистина ми се допаѓа овој израз. He lived to bless others. Тој живеел за да ги благослови другите. Is that our purpose? Дали е тоа нашата цел? Are we living to bless other people Дали ние живееме за да ги благословиме другите луѓе or just to bless ourselves? или за да се благословуваме само себе си? In this church, Во оваа црква there are people who need to be blessed by you. постојат луѓе кои што им е потребен вашиот благослов. Are you blessing them? Дали ги благословувате? Young people, Млади луѓе, inspiration says that you need to become friends of the elderly. Духот на пророштво советува дека треба да бидете пријатели на постарите. Are you friends of the people of experience here in this church? Дали сте пријатели и со искусни луѓе во Are оваа you- црква? Are you blessing them? Дали ги благословувате? Дали ги слушате? Parents, Родители, inspiration says that you are the fathers and mothers of Israel. Духот на пророштво вели дека вие сте татковците и мајките на Израел. Are you being a father and a mother to the young people? Дали сте татко и мајка на младите луѓе? Or are you judging them Или сте ги судите because they fail? затоа што паѓаат? You see, brethren, this is very important. Гледате, браќа и сестри, ова е многу важно. We don't have to run this Christian race alone. Ние не треба да ја трчаме ова христијанска трка сами. We need each other. Потребни сме си едни на други. Heaven without you won't be the same. Бидејќи и небото, рајот без тебе нема да биде исто.
Young people, can you imagine heaven without your parents? Млади луѓе, може ли да си го замислите небото без вашите родители? Heaven is going to be a beautiful place and a happy place, for sure. Небото ќе биде прекрасно место, среќно место. But imagine heaven without your parents. Но замислете го без вашите родители. It's going to be different, right? Нема да биде исто, нели? Still happy, Ќе бидете среќни, да, but different. но нема да биде исто. Parents, can you imagine heaven without your children? Родители, може ли да го замислите небото без вашите деца? It's going to be still heaven, Се уште ќе биде рај, but different. но нема да биде исто. So that's why we need everyone. Затоа сите сме си потребни едни на други. Who doesn't want to go to heaven? Кој од вас не сака да појде на небо? Let me change the question. Who wants to go to heaven? Ајде го сменам прашањето. Кој сака да отиде на небо? Praise the Lord. Слава на Бога. So don't run alone. Значи не трчајте сами. Number 1. Број 1, Why do we need to rise this race? што треба за да ја трчаме оваа трка? A purpose. Цел. Number 2. Број 2, Prepare yourself. подготовка. And number подготвување. Трето, Do not run alone. да не трчаме сами. And number 4. И четвртиот чекор, Be patient. бидете трпеливи, стрпливи. This is a difficult one, isn't it? Ова е тешко, нели? Who's lost their temper this week? На кој од вас му пукнал филмот оваа седмица? You know how people drive out there? Here in Skopje? Знаете како возат луѓето надвор? It's amazing, овде во isn't it? Скопје? Интересно е, нели? Yeah? Now, who's been driving this week? Кој од вас возел во текот на седмицава? Have you lost your temper? Дали ви пукнал филмот? Yeah, I could see some faces there. I can see some faces there. Може да забележам некои лица помеѓу вас. Do you know that impatient people won't go to heaven? Дали знаете дека нетрпеливите луѓе нема да отидат на небо? I have some quotes. They are not here in this presentation. Имам некои цитати, иако днес е тука во рамките на оваа But проповед. the spirit of prophecy says that intemperate people are impatient people. Но духот на пророкството вели дека неумерените луѓе се нестрпливи луѓе, And impatient people won't make it to heaven. а нестрпливите луѓе нема да отидат на небо. So if you are impatient, Значи, ако сте нестрпливи, you and I need to be transformed. тогаш и вие и јас треба да бидеме преобразени. So let us go back to the Bible. In Hebrews 12:1, the last line says, "And let us run with patience the race that is set before us." Да се вратиме на Библијата во посланието до Евреите, 12 глава. Последниот дел од стихот, во првиот стих, вели и со трпеливост да побрзаме кон предстојната борба. What do we need to run this race? Значи, што ни е потребно за да ја трчаме оваа трка? Patience. Трпеливост. You know, and I'm including myself here, brethren, Јас се вклучувам исто така самиот because we are во сето all in ова. this together. Бидејќи во сето ова сите сме ние тука заедно. We need the patience of whom? Нам ни е потребна чија трпеливост? Revelations 14:12. Откровение 14:12. Of whom? Of the saints. Are you a Трпението, saint? трпението на светиите ни е потребно. Дали сте вие свет? Are you a saint? Дали сте светци? You know, God wants to make you a saint. Господ сака да ве направи свети. Because we are sinners. Бидејќи ние сме грешници. But God doesn't want us to stay in that condition. Но Господ не сака да останеме во таа состојба. He wants to make us saints. Тој сака да не направи свети. And He wants to give us His patience. И тој сака да ни ја даде неговата трпеливост, It is called the patience of the saints која што е наречена трпението на светиите. because Jesus gives His patience to His saints. Бидејќи Исус го дава тоа трпение на своите светии. And being patient means not complaining. Да се биде трпелив, да значи да не се жалиш, да не кукаш, Not murmuring. да не ропташ, Being thankful to God in every situation of life. да бидеш благодарен на Господа во секоја ситуација во животот. Have you complained of the food of your mom this week? Дали сте се пожалиле на
ручекот од вашите мајки не делава? Have you complained about your husband? Дали сте се пожалили на вашите мажи, Have you complained about your wife? на вашите жени? Now let me ask you this question. Да ви го поставам ова прашање. Why did the people of Israel get lost? Зошто израелскиот народ бил загубен? And they died, most of them died in the wilderness. Зошто мнозина од нив поточно загинаа во пустината? Do you know why? Дали знаете зошто? According to the Bible, Според Библијата зошто? they murmured, Тие роптале, мрмореле, they complained. се кукале, се жалеле. Now, are you known as a murmurer? Дали сте вие познати како такви, како роптачи, Or as someone who praises the Lord always? или сте познати како некои што постојано го слават и го фалат Бога? Now, brethren, this is something serious. Браќа и сестри, ова е нешто многу важно. Because if you're constantly complaining and murmuring, Бидејќи ако ние постојано роптаме, мрмориме и се жалиме, you and I тогаш и вие и јас are not going to go to heaven. нема да отидеме на небо. You know, I was there in the room and I thank the Lord Јас му заблагодарив насамо во една соба на Господа and I want to praise the Lord и сакам да го фалам и да го прославам Господа for your hospitality. за сето ваше гостопримство. I felt at home here in Macedonia. Се чувствувам како дома овде во Македонија. I really enjoyed my time here. Навистина уживам ова време што го поминувам тука. But you know, sometimes Но знаете, понекогаш, when we get out of the AC, out of the air кога ќе conditioning, излеземе надвор, What happens? каде што нема клима, what happens to us? што се случува со нас? We complain, Тогаш се жалиме. right? Точно? Do we enjoy the weather, the beautiful weather here of Skopje? Дали уживаме во ова прекрасно време во Скопје Or we complain? или се жалиме? What about when winter comes? А што правиме кога ќе дојде зима? Do we like it or complain? Дали не ја сакаме или се жалиме? We're never happy, right? Значи никогаш не сме срекни. We're always complaining. Секогаш се жалиме. And we need to change that mentality. Дали треба да ја променим, да го смениме тој менталитет? And only God can change that mentality. А само Господ може да го смени тој менталитет. There is a quote here in the next slide. It says, "The Christian life is not a sprint. Значи, во еден друг цитат се вели дека христијанскиот живот не е спринт, It's a marathon." туку е маратон. Now, a sprint is a run of 100 meters or 200 meters, right? Значи, шпринтот е брза трка, например на 100 метри, But what about marathon? но што е маратонот? Колку е долг маратонот? How long does it take to run a marathon? Колку долго треба да се истрча маратон? 2 hours, right? 2 часа минимум. And there is the midnight marathon as well, remember? А постоеше и они полнокниот, се сеќавате. And the Christian life is a marathon. It's not a sprint. Значи, христијанскиот живот не е некоја брза трка, туку е маратон. It's a lifetime process of transformation of character. Еден цел животен процес на преобразба на карактерот. And that's what we call sanctification. А тој процес го нарекуваме посветување. We need to die every single day. Треба да умираме секој ден. I mentioned this to the brethren in Australia in my field in Melbourne. Го споменав ова во Австралија на моите браќа во Мелбурн. You know, what is the first thing you do when you wake up? Што правите? Што е првото нешто што го правите кога ќе се разбудите наутро? Or one of the first things? Или барем едно од првите нешта? You go to the bathroom, right? Ќе појдете во купатило, нели? Yeah? And then who do you want to see there in the bathroom? И кого сакате да видите таму во купатило? No one but yourself. Никого освен себе си. Right? Точно. Now you see that person in the mirror Го гледате, значи, ликот во огледалото, and you contemplate that beauty there, right? размислувате за убавина, неговата убавина таму. But guess what? Но што? That's your enemy. Тој е вашиот непријател. Self. И своето јас. That person there Таа личност во огледалото needs to die. треба да умре. How often? Колку често? Every single day. Секој ден. Do we agree? Се согласуваме? Да? Amen? Амин. Now let me ask you this question. Next one, please. Да го поставам и ова прашање. We're talking about the prize, right? And Кога зборуваме corruptible за prize. наградата, Who will obtain the prize? прашањето што се поставува е кој ќе ја добие наградата.
Кој ќе добие наградата? Have you heard about Usain Bolt? Се слушнали за овој Усейн Болт? Yeah? You know him. So Го знаете? Bolt is an 11-time world champion. Болт е 11-кратен светски првак. You know, this race of 100 meters, Значи се има тркано на 100 метри. he ran it in 9 seconds, 0.58. Ја има истрчано за 9 секунди и 58 стотинки. Can you imagine? 100 meters running in 9.58 seconds? Значи 100 метри да истрчате за 9,58 секунди. He's very fast. Тоа е многу брзо. And 200 meters, А 200 метри истрчал he ran it at 19.19 seconds. за 19 секунди и 19 стотинки. Very fast. Многу брзо. Now, taking this to the spiritual life, Ако го преведеме ова во духовниот живот, are the ones who are fast, оние кои што трчаат брзо, the ones who are going to get the prize. оние кои што ќе ја добијат наградата. What about the slow Christians? Што станува со бавните христијани? Are they going to make it? Дали тие ќе успеат? Let's see what the Bible says. Да видиме што ни кажува Библијата. In Ecclesiastes 9:11, Во книгата на проповедникот 9 глава 11 стих. it says, I returned and saw under the sun that the race is not to the swift. Значи Соломон пишува 9 глава 11 стих: И пак видов на земјата дека на брзите не им се дава победа. Is not to the swift, right? Значи победата не е до брзите, до брзината. Yeah. So, should I be concerned if I'm not fast enough? Значи треба ли да бидам загрижен ако не сум доволно брз? So, are the swift the only ones who are going to make it? Дали брзите тркачи се единствените кои што ќе победат? According to this Bible verse, Според овој библиски стих, no, не. right? No. Now, let's read Matthew chapter 24, verse 13. Да отвориме сега во Матеј 24 глава 13 стих. It says, But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Христос рече, но оној што ќе издржи до крај, тој ќе биде спасен. So, what is the secret then, brethren? Во што лежи тајната тогаш? Endurance, Значи, во издржливост. not giving up. Да не се откажеш. Now, dear brethren, we talked about patience, right? Do you still remember the first one? Се сеќавате на првиот чекор? Do you still remember the first one? What do we need? Што ни е потребно? Животната цел. A purpose. Цел. Number 2, Број 2, preparation. подготовка. Number 3, 3, do not run не alone. трчајте сами. And number 4, И 4, patience. трпение, трпеливост. And at the end, we will say, А на крај ќе кажеме 2 Timothy 4:7, Павловиот стих: I have fought a good fight. I have finished my course. се борев добра борба, I have kept the faith. ја завршив трката, верата ја одржав. In verse 8 it says, Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. А исто така во 8 стих: Понатаму ме очекува венецот на правдата, што ќе ми го даде во оној ден Господ, праведниот судија, но не само мене, туку и на сите кои се радуваат на неговото појавување. Let me ask you this. Да ве прашам ова: Are you waiting for the Lord to come? дали го чекате Господа да се врати, да дојде? Yes? Да. But according to this verse, Но според овој стих we don't need to wait. не треба да чекаме. Yes? We need to love the appearing of the Lord. Ние треба да го љубиме Христовото доаѓање. Is there a difference between waiting and loving? Дали постои разлика помеѓу чекање и љубење? Yes? Да. There is a great difference, right? Difference. Постои голема разлика, нели? So we don't need to wait.
Значи ние не треба да го чекаме Христовото враќање, We need to love the appearing of the туку Lord. треба да го љубиме, да го сакаме Христовото And доаѓање. that's very different. А тоа е многу различно. You know who is actually waiting? Знаете кој всушност го чека? The Lord is waiting for us. Господ са е тој што чека. Не чека нас. And we need to love his appearing. А ние треба да го сакаме, да го љубиме неговото појавување. My dear brethren, Драги браќа и сестри, we are running this race. ние ја трчаме оваа трка. We need this purpose Потребна ни е животната цел. to glorify God and be a blessing to others. Да го славиме Бога и да бидеме благослов за другите. We need to prepare ourselves constantly. Треба да се подготвуваме себе си постојано. Read your Bible. Читаме Библијата. Pray to the Lord. Се молиме на Бога. Have devotion with family. Имаме заеднички семејни богослуженија. Do not run alone. Да не трчаме сами. Help your family. Да бидеме помош за семејството. Help your brothers and sisters here in the Помош church. за браќата и сестрите во црквата. And be patient И да бидеме трпеливи. to one another. Стрпливи едни со други, едни кон други. That's my wish and prayer. Тоа е мојата желба и In молитва. the name of Jesus Christ. Во името на Исуса Христа. Amen. Амин.